Да, започваме с отзивите след варненското дерби. Георго Хаджиевски при нас. Господин Хаджиевски, може би трябва да ви поздравя за това, че вашия отбор все пак успя да вземе точка с оглед на червения картон и трудният двубой на практика след него, който се получи, но вашето виждане за двубоя? Можевме, сигурно можевме повеќе и искавме повеќе, но нормално од 15 минути со црвен картон, со 10 човека помалку, се промени системата и возможностите станаа други. Мораме да сме доволни со една точка, иако искрено јас ни на крај памет не ми пада да подценам одборот на Черно море, кој навистина е успешен. Мислам дека до детали ги проанализиравме. Ги гледав всичките мачеви од почеток на првенството до крај. И секој фудбалист сум го анализирал како да е наш. Не за това игравме равно. Просто искав да кажам дека респект према Илијан как треньор и как команда Черно море, но денеска покажавме дека имаме срце, дека сигурен сум дека многу хора не знаеа ни кој состав ќе излеземе ние, дека многу нови хора, да, каква формација ќе играме, но ето за толку кратко време, иако идва секоја седмица, идва некој, заминава некој, треба во ход да управиш одборот, некако направивме физиономија на тимот. Сожалявам, че Мартин, кој мислам дека може да е ризик што толку млад, не играше во Ботив, но тој е национал на Българија и ете, искаме уште една подршка да дајме на млади фудбалисти од Българија. Нека Смет направи црвен картон, но добро. Ова му е за опит за понатаму. Какво искам да кажам, дека покажавме срце големо и со 10 човека не променивме ништо, не вадевме нападател, да ставаме заштитник, да се заштитаваме, останавме како бевме така. Поздравувам Жота, кој е офанзивен фудбалист, играше на позиција на десни бек и феноменално одигра. Сега ме брка во главата да думам и за друг мач, да го сложам таму. Но како и да е, општо зето, доволни сме со стартот на првенството. Јас мислам дека показавме на јавноста дека Спартак не е таков одбор како тие думат, дека и сигурен сум, ве убеждавам дека и на многу трудни и силни противници дека сме способни да земаме точки. А ще бъде ли Спартак по-силен сега през пролета и приключиха ли трансферите, защото направихте доста до този момент? Па додека се отворени, винаги има некоја возможност. Никош не можеш да знаеш какво може да дојде како изненада, но мислам дека со неколку ние 12 фудбалисти нови земавме, но во заштитата со Димо Крстев, со Борис на левата страна, ето Жота сега испадна таму, со Тајлсон, кој малку играше во Ботев, но показва дека е класен играч, ако не играше таму во Ботев, и дека ќе биде големо засилување за одборот наш. Мислам дека имаме во сите позиции, и во заштитата, и во средината, и во напад. Ако кажам дека три човека немавме, да не забораваме дека капитанот Лозев, кој не е сашто како Грнчов душа на тимот, дека подолго време овој нема да игра. Георг е повреден на мачот со Дунав Русе, сигурно уште една-две седмици, и Цецо, кој не е основен фудбалист, сашто отпадна од одборот. Значи со всичките тие одборот може да е оште подобар. Не искам да должам со многу објаснувања, просто да кажам дека возможностите наши стават подобри. Се спремивме, за разлика од летото кога немавме време, сега имавме еден месец подготовки, физички гледате дека добро стоевме, закривавме еден силен одбор на Черно море. Добро. Благодаря, господин Хаджиевски, за нас. Благодарам многу.